И еве повторно назад во овој дел од нашето студио, каде што ќе разговараме и дали е возможно оджалување при загуба, психолошки или фази при оджалување при загуба. Розета Паскали, психотерапевт, добро ни дојдовте ова утро. Добро ве најдов. Сега имаме момент на една голема тага, сите ние, колективна тага. Индивидуално секој од нас има загубено, дали близок пријател, дали роднина, родител, и знаеме како боли и колку е голема таа тага. Меѓутоа, оваа тага сега на сите нам ни е заедничка. Тага која што, како што велиме и јас и моите колешки, во оваа наша професија сме дојдени до тој момент каде што не можеме да ги најдеме оние вистинските зборови со кои што можеме да ја опишеме тагата за загубата на овие млади наши дечиња. Сега небото е полно со ангели. Од каде да почнам, и вие како психотерапевти во овој момент, еве и Кочани, нели знаете и вие самите, се испратени психијатри, психолози, на помош најмногу на најмладите, која што им е потребна, затоа и што и тие, кои што беа и на лице место таму и се преживеани, им е најмногу потребна психолошката поддршка за понатаму во животот, со оглед на тоа дека траумата е наша, а оние кои што биле на лице место, можам да замислам со какви травматични сцени се имаат едноставно во животот соочено. Можеме ли некогаш и кои се фазите на оджалување при вакви тешки загуби? Пред сега сакам да изразам сочувство кон сите родители што загубиле некој близок дете или роднини. Секако загубата е голема. И особено е тешко кога е ненадејна, кога е неочекувано, кога не сме знаеле, буквално шокира. И верувам дека се уште тоа трае и кај многу родители кои загубиле своје дете, верувам дека се уште се во неверување дека се случило тоа. Да. Психолозите правеле истражувања во врска со тоа што се случува кога доживуваме некаков една загуба, и секако се гледа дека има разлика кога има болест, например, и има период на до некаде подготвување, може се каже дека може да дојде и до таков исход. Но кога некој од ненадеж во сообраќајка или ваква некоја трагедија кога ќе се случи, кога е тоа неочекувано, секако стресот што се доживува и шокот е многу поголем и потешко е да се прифати загубата. Загубата, прифаќањето на самата загуба многу зависи од тоа, каква личност сме, каква загуба е тоа, колку била значајна за нас, колку било значајно тоа што сме го загубиле. Веќе во животот се соочуваме со различни загуби, некогаш за жал тоа е своето дете, некогаш ги загубуваме родителите во животот, натаму може да загубиме некои материјални добра што на нас многу ни значеле, и сите тие загуби и тоа како влијаат за понатамошниот тек на живење. Првата фаза од она што го правеле како истражување психолозите, се смета дека е баш таа неверување дека нешто се случило. Неверување дека баш на мене тоа ми се случило. Едноставно не може човекот да поверува дека такво нешто се случило. И таа фаза може да трае за некого кратко, за некој подолго, и со денови може да трае, дека едноставно не прифаќа дека нешто се случило такво. Кога ќе се помине таа фаза, кога веќе некој ќе свати дека се случило тоа, и да, токму така, кога ќе се соочи со реалноста дека тоа е вистина, тогаш најчесто се јавува протест. Едноставно, лути сме на себе, лути сме на сите, лути сме на државата, на кој се учествувал, ако станувало збор за болест, па на лекарите, па на болниците, па на целиот здравствен систем.
во овој случај предпоставувам на организаторите, на кој се требало да води сметка во однос на, нели, како што слушавме, лиценци, вакви, такви, но од големи размери и тешката трагедија се случи, за жал. Се случи а и сега како да се оди токму во таа фаза барање кој е се виновен. Од една страна секако и родителите чии малолетни деца биле таму присутни, мора да ја понесат одговорноста за тоа дека нели дозволиле нивните деца да бидат таму. Да, кога како психотерапевт, како еден психолог, пред извесен период во овие наши контактни емисии, кога го посочев тоа дека сепак на малолетните лица, со оглед на тоа дека знаете како, после оваа трагедија, ние како родители кои размислуваме во тој правец дека малолетните лица име местото дома во тоа време, па дури и во кревет, во сон, сега се отвори токму и тоа прашање, затоа што до сега не сме се соочиле со такво нешто, или пак оние родители кои што можеби не им дозволувале на своите деца да посетуваат било што и да е, ноќни клубови и така натаму. Меѓутоа, одговорноста на родителите за малолетните лица е секако кај нив, како психотерапевт и како психолог, нешто можеме и околу тоа, за да во иднина знаеме дека не име таму воопшто местото. Без разлика што се случи оваа голема и тешка трагедија и од други причини, кои што се на првото место, меѓутоа дојдовме и сме шокирани од тоа што и многу малолетни лица се дел од да, секако, значи, во доцни ноќни часови. Имало многу пропусти во однос на безбедност, во однос на лиценци, во однос на стандарди за воопшто водење на таков настан, на таков концерт и меѓутоа, нели, каде се и родителите. Од една страна, вистина, треба да понесат одговорност сите институции и кои се треба да се преиспита кој се требало да биде одговорен и да нели го регулира тоа во однос на тие стандарди што не биле испочитувани, за да воопшто дојде до ваква трагедија, но од друга страна се и родителите кои дозволиле нивните деца да присуствуваат таму. Да, имаше голем број при овие видеоснимки на многу малолетни дечиња кои што беа веќе, оние кои што се спасиле, излезени надвор, меѓутоа нека биде и апел до сите родители да бдеат, да внимаваат, да бдеат да над своите дечи и да размислуваат каде се нивните деца кога ќе излезат од дома, со кого се, што прават, да не бидат препуштени сами на себе. Јас разбирам дека во ова време кога едноставно имаме премногу обврски, верувам дека на секој родител му треба и малку време за себе и да одвои време каде што малку ќе даде, нели, време за себе, ама од друга страна не може да ја тргне на страна одговорноста, нели? И во тој период, додека си дава време за себе, мора да има и одговорноста за своето дете. Каде е, со кого е, што прави. Особено, нели, на некој ваков настан каде што па до некаде може и да се предпостави дека може да се случи, може би не до волкав степен. Меѓутоа, нели, се случува да има непосакувани, односно може, нели, тепачки, секакви дури деликвентни ситуации и како што видовме имало и присуство на дрога и значи самите родители не знаеле или пак замижале пред фактот дека го пуштаат своето дете во такво нешто. Добро, ова беше така едно апелирање со оглед на тоа дека и вие од вашата страна како психолози и психотерапевти многу добро знаете како сето тоа влијае врз развојот понатамошен во текот на животот токму на овие малолетни лица.
Нека ни се посакуваме живи здрави оние кои што ја преживеа оваа тешка трагедија, меѓутоа ќе се навратиме еве на фазите за оджалување, велиме под наводници оджалување, затоа што болката никогаш нема да помине, меѓутоа со текот на времето, како велите вие психолозите, психотерапевтите, дека се живееме со неа. Научуваме да живееме со загубата што се случила. Едноставно, најдобро е кога сите тие фази ќе поминат, кога човекот ќе дојде до фаза да прифати дека животот продолжува и дека едноставно загубата мора да се прифати и да научиме да живееме со тоа. После таа фаза на протест и барање на виновник, кој се е одговорен, виновен, кој се верувам дека многу и се преиспитуваат себе си, нели? Тоа секако ќе влијае и на самите семејства кои доживеале загуба, кои нели може и меѓусебно да се обвинуваат, нели дали е виновна мајката или требало таткото да поведе сметка или кој се тука бил одговорен во однос на тоа да дозволи да тие деца бидат таму, иако нели тоа нема да промени ништо. И да нели прогласиме некој за виновен нема да промени ништо во дадената ситуација. Кога веќе се случи таква тешка трагедија, нели нема назад. До утре што велате еве вака народски кажано да зборуваме, бадијала е. Да, за трагедијата за жал се случи, да. И меѓутоа, ако од ова не извлечеме поука, еве вие како размислувате исто како психотерапевт, тогаш не знам што да дигнеме раце од се. Па, да дигнеме раце, тоа што би значило, да бидеме рамнодушни со се не човечки, затоа што меѓутоа, ако не се извлече поука од ова, сакам да кажам, тогаш во понатамошниот тек на животот, нели секако во оваа фаза нормално да се има и измешани чувства, и лутина, и тага, и бес, и страф од тоа како понатаму. Многу семејства можеби ќе се распаднат токму поради сите тие обвинувања и неможност да се прифати тоа дека се случило, дека се случила загуба во семејството. Кај некои семејства можеби ќе придонесе да ги сближи загубата и да бидат поддршка еден за друг. Да, секој како затоа велиме, секој знае за себе како ја доживува на различен начин. Не значи дека ако некој не плаче дека не тагува, секој тагува на различен начин при загуба. Но ете, значи сите тие процеси се нормални во фазите на оджалување. Не може да се каже дека има правило како се тагува и да се осудува некој дека ако се повлече и не сака веќе да комуницира со некој барем извесен период, ако му е тоа потребно и тоа е во ред. Или ако баш не сака да се осамува, му треба поддршка и разговор и да биде со луѓе и тоа е во ред. Значи секој треба да на свој начин да ја кој е неговиот начин и да не го осудува другиот, нели дека вака треба да се оджалува. Ако не го прави тоа, веројатно не жали. Да нема такви осудувања е најдобро кога секој си поминува ни својот процес на оджалување и прифаќање на целата ситуација. Кога е периодот сите еве во за жал кои што ги изгубиле најблиските своји чедата, своји мајките, татковците, баби, дедовци, тетки и така натаму, сите во потесното семејство. Кој е точното, да кажеме, време кога треба да седнат и да си поразговараат со психотерапевти и психолог? Откако ќе ги не надмина, туку оджала, тоа не е фази, не велиме ние оджалување дека некогаш болката ќе помине, туку велиме дека постојат на вистина и тоа знаеме и сме свесни фази на загубата на најмилото, на најсаканото. Кога е периодот и точното време кога треба да се поразговара и со вас? Во следната фаза, која е најчесто депресивна фаза, каде што едноставно нема смисла животот понатаму, барем така изгледа, како да веќе ништо нема смисла. Толку влијае загубата да едноставно луѓето кои ја доживеале загубата не знаат како понатаму, немаат волја за ништо, немаат волја за живот. Да, го слушнавме или лекот од родителот кој кажа и самиот јавно пред сите што ќе ми е понатака мене. Така. Дори често се војуваат суицидални мисли. Но тоа влие и на нас
Исто така. Секако. Да, неговата тага ја чувствуваме сите ние колективно заедно, како и на сите останати родители. Меѓутоа, ете во овој случај имавме можност да слушнеме како еден од многуто родители жали за своето дете и на каков начин неговите лелеци, неговото повикување дека воопшто не му е потребно понатака. Дека нема смисла. Нема смисла неговиот живот, Значи, ова што го кажавме. тоа е Трогателно за сите нас. Секако е Сочувствувам тешко. до сите семејства. Секоја драга личност, без разлика на возраста, нели, ја доживуваме тешко загубата на таа драга личност. Уште во личност. подсвеста, да кажам, како психотерапевт и родител, сигурно дека и на многу умина, како и останатите, кои што можеби немавме можност и фала Богу да ги гледаме, тука ќе кажам, во тие траорни и трагични моменти за нив, меѓутоа ете имавме можност барем еден од нив да го слушнеме како лелека по своето чето. Значи тоа се оние фази кои што ги споменавме, меѓутоа доаѓаат и оние фази Не секогаш се поред, може и да настапи претходно депресија, па лутина и наизменично и тоа да трае може и со месеци, некогаш и со години за жал. Заглавуваат некои луѓе и многу подолго време во таа депресивна фаза каде што едноставно не може да најдат сили да продолжат понатаму, немаат волја за ништо и буквално секој ден како да преживуваат само. Едноставно тоа е се процеси низ кои секој сте се соочиле со вакви случаи каде што Да, и токму давањето на структура и нели кажувањето дека е тоа нормален процес и дека најчесто има вакви фази низ кои поминува секој што доживеал некаква загуба, па малку им дава рамка некој оние клиенти со кои сум работела кои имале загуба, како да веќе им дава рамка и на каде одат. И се преиспитува дека еве поминале навистина низ некои од овие фази, каде се сега и на каде да одат. Веќе тој кога им дава некоја структура, малку како да им е појасно што им се случува. Претходно како некоја конфузија која нема крај. Доживувањето е такво. Кога веќе има некоја рамка и дека е тоа нормален процес низ кој поминуваат, веќе има структура и појасна слика како понатаму. Иако една од фазите следнije и тоа страв од тоа како понатаму, страв од самотија, особено нели ако станува збор за загуба на брачен партнер или дечко и девојка во овој случај, нели ако навистина имало Мислам дека има и такви значи, случаи. како понатаму без него, страв од самотија, разни судбини. Грижа на совест, дали воопшто треба нешто да се помислува, нели тоа се некои натаму фази, не зборувам за сега, меѓутоа обвинување на себе си или осудување на себе си дека нема простор за друг во животот, нема простор за друго дете во животот, нема простор за нешто ново. И тоа е нормална фаза во процесот на оджалувањето, каде што ќе се и преиспитуваме себе си, нели, како понатаму и до кога вака, нели. Ова е колективна тага за сите нас. Секако. Сите родители, сите мајки, татковци сочувствуваат со оваа болка и навистина многу боли. Не се наоѓаат зборови за кои што може тоа сите ние заедно да опишеме и да ја изразиме на некаков начин нашето сочувство, да кажам, до овие семејства, меѓутоа како се вели во кожата да не си им на оние кои што во овој момент ги изгубиле и вчера веќе ги погребаа своите чеда. Меѓутоа знаете како? Во текот на изминативе денови од што толку многу тагуваме, еве имаше и по социјалните мрежи, па се пронедов и јас тука, чувствуваме тегоба во нашето тело, омалаксаност, ако седнеш во кревет, цел ден се со телефонот во раце, не знам што очекуваме или каква информација да прочитаме, најверојатно системот дали функционира брзо и дали ќе се реши сето тоа, затоа што веќе животите не може да се вратат. Чувствуваме главоболки, нагон на повраќања
имаше женички кои што се жалија токму од вакви симптоми, тоа е сето што го доживеале. Сакам да кажам дека тоа е и сочувството до семејствата, дека и останатите низ цела Македонија сочувствуваат со ова и ги имаат еве вакви симптоми, панични напади се јавуваат и така натаму. Да, сигурно, значи не само психички и телесно реагираат и тие што доживеале загуба, но и оние околу нив. Видете, секојдневно се случува некој видна загуба, нели пред некое време индивидуално, но тоа не можеме да го знаеме сите, така ова е колективно, ова е голема трагедија. Претходно, значи навистина и тоа беа стресни ситуации за многу семејства, а и за нас пошироко, но ова беше одеднаш толку многу голема загуба. Јас никако не можев во првите минути кога ја дознав оваа информација, само отварав се повеќе низ социјалните мрежи, вклучував затоа што никако не можеше мојот мозок да ја процесуира оваа бројка што ја имаше во почетните информации и барав што повеќе информации за да не е таа бројка која што јас прва ја прочитав, меѓутоа за жал се дозна дека тоа е бројката, е една голема наша трагедија. Тука ќе треба да завршиме. Јас би завршила со следното, низ овие денови, како што кажав, на мисли, кога не боли заподиме на забар, кога не боли било кој дел од телото, се знае кои се докторите, еве имавме пулмолог, ако имаме проблеми со дишните патишта и така натаму. Меѓутоа, како утеха, ако ништо друго за сите оние кои што го загубиле своето чедо, своите најмили, кога боли душата, како од филмот со познатиот Тома Здравковиќ, дали има лек за душата, вие сте тука на некој начин, меѓутоа ако чувствуваме болката и носиме душа во себе, значи има нешто многу што е повеличествено од нас таму горе. Може да се обратат. Моите податоци се достапни на интернет и овде секако ги има. Може да се обратат за психотерапија, за советување, психосоцијална поддршка. Тука сме јас и моите колеги да бидеме тука за нашите сограѓани и да им помогнеме во овие тешки ситуации. Не е лесно, но сите поминуваме низ тоа, сочувствуваме. И тука сме како стручни лица да помогнеме токму во вакви ситуации. Јас ви благодарам. Се гледаме повторно, ќе ни бидете потребни во следните денови, не само 7 дена, така е по системот и по владењето за прогласување на 7 ден на жалост, но жалоста во срцата секогаш ке е за овие млади дечиња кои што го загубија на ваков катастрофален, трагичен начин својот живот, а сега веќе нека си почиваат во мир. Но како што кажав, кога душата боли, значи она што го носиме во себе, ја имаме душата и некој ја гледа, ја знае и најверојатно тие се сега ангели на небото.